Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Стефан, по милост на Божия, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со светиот архиерейски синод по повод божикните празнувања испретја мир и благослов од Бога до свештенослужителите, до монашите, до сите чеда на Македонската православна црква. Зашто дете ни се роди, син ни се даде и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, Кнез на мирот. Возлюбени празникољубци, попотувањето на Бога во личноста на Господ Исус Христос е настан со значење за сиот свет и за сите времени. Преку тоа собитие целото создание се преобразува, а на човештвото му се овозможува учество во божествениот живот и му се дава слобода преку победата над гревот и над смртта. А еден од даровите на тој спасоносен настан е потврдувањето на вистината дека секоја личност е посебна и неповторлива, обдарена со посебни дарови и таланти. Христијанството ја возвестува вистината дека секоја личност има непроценлива вредност пред Бога, кој толку го возлюби човекот и свет, што самиот себе си се понижи до таа мера да се роди во пештера, да прими лик на слуга, па дури и да биде распнат на крст за сите и за се. Оваа вистина треба да ни послужи како поттик да дадеме се од себе си, за во духовниот раст да му се уподобиме на Христа, кој бивајќи во човек е наш совршен пример на човечкото битие. Тоа духовно растење пред се започнува да ни се укажува преку Божиот глас во секого од нас, што ние го нарекуваме совест, а совеста пак е како Витлеемската звезда која што ни води до Господа Христа. И токму следењето на таа светлина е почеток на покаянието, кое што доведува до вистинска промена на нашите животи. Возлюбени чеда во Господа, денес го празнуваме рождеството на Синот Божи, но од секого од нас зависи дали тој ќе се роди и во нас, дали ќе се всели во нашите срца и души, дали ќе живееме со радоста од спасоносниот настан во Витлеем и со одговорноста која што Христовото рождество ја носи со себе. Веста за доаѓањето на Месијата, пастирите и мудреците ја примиле со радост и љубов, а царот Ирод пак ја примил со завист и љубомора. И како што радост и љубовта не прават вистински Христови следбеници, така завист и љубомората се моќни чувства кои можат целосно да не уништат, правејќи ни робови на омразата и на стравот. Токму така се чувствувал и Ирод, кога од мудреците кои што ја следеле чудесната звезда разбрал за раѓањето на пророкуваниот и очекуван Месија. Евангелието ни сведочи дека тој се вознемерил, плашејќи се да не го изгуби својот престол. На сличен начин, како ова Иродово однесување, и ние честопати предпоставуваме дека квалитетите и успесите на другите луѓе ги засенуваат нашите, па почнуваме да ги гледаме нив како закан. Животот во Бога пак и осознавањето на вистината дека бивајќи Божи чеда меѓусебно сме браќа и сестри, не вдахновува со љубов кон другите, со взаемна грижа и со радост за сечие преуспевање. Возлюбени во Христа, Богомладенеци, преку Божјата љубов ние сваќаме дека како Божи чеда сите сме примиле дарби кои што треба да ги откриваме и утврдуваме. Светиот апостол Павле вели: даровите се различни, но духот е ист. И служењата се различни, но Господ е ист. И делувањата се различни, но Бог кој извршува се во сите е ист. Пројавата пак на духот се дава секому за полза на сите. Каков и да е нашиот призив, какви да се нашите дарови и таланти, сето тоа ќе придобие вистинска смисла доколку е принесено во служба на Бога, подобно на даровите кои што мудреците му ги премногу на Богомладенец. Служете се еден на друг, секој со дар што е примил, како добри управители на разнообразната Божја благодат, вели светот Петар. А пак светиот апостол Павле истакнува нашата меѓучовечка поврзаност, велејќи дека сите сме членови и органи на црквата и сите тие важни и неопходни имаат различни функции. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, сите ние како личности, како црква и како народ, да бидеме благодарни за сите наши дарби, бивајќи свесни дека се што имаме е од Него, од Господа, да се почитуваме меѓусебно со даровите кои што Светиот Дух щедро ги излива во секого за изградување на единството во црквата Христова. Милостивиот Бог
преку неговата љубов и неговата благодат, може да ги преобрази нашите стравови и несовршености во љубов и усовршување во радоста на Светиот Дух. Оттаму Христовата жртва, започната со неговото рождество по тело и завршена со неговото страдање на Голгота, ни укажува дека секој човек е достоен за љубов. Синот Божи, Господ Исус Христос, се даде себе си за ситен да не направи вечно живи. Затоа свети Иринеј Нилски истакнува дека славата Божја е живиот човек. А вистински жив човек е оној кој што пребива во љубовта Божја. Според тоа треба да живееме според поуката на апостолот кој поучува. Љубете се едни со други средешно со братска љубов, надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Живеејќи така ќе го стекнеме мирот од озгора и ќе ги почувствуваме во нас плодовите на Царството Божјо, а тоа се праведност и мир и радост во Светиот Дух. Па чувајте го единството на Духот преку врските на мир, да се трудиме да имаме мир во себе, мир во својот дом, мир со луѓето и мир меѓу народите, знаејќи дека за тој мир копнеја на миролюбивите души низ целата историја. Затоа празнувањето на Божик не поставува пред изборот како ќе одговориме пред Христа Богомладенецот. Дали ќе го следиме примерот на исплашениот Ирод, што води во погибел, или оној на смирените и искрени мудрици и пастири кои со радост му се поклонија на новородениот цар. Па нас ништо не принудува да наликуваме на Ирода. Напротив, бивајќи крстени во името Христово, можеме да следиме звездата на нашата совест која што не води до Христа, да нему да му принесуваме на нашите лични дарови и таланти. Правејќи го ова, се ослободуваме од духовната поробеност, со што ни се покажува друг пат, патот на Евангелието, патот на вистинската слобода, во радосната заедница на неговото вечно царство. Со овие пораки ви го честитаме празникот на Христовото рождество на сите чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија, како во татковината, така и на секаде по светот, поздравувајќи ви со радосниот поздрав Христос се роди. Вистина се роди. Честито од Бога благословено ново 25 лето Господово, Стефан архиепископ Охридски Македонски, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Петар митрополит Претпанско-Пелагонски и администратор Австралиско-Новозеландски, Наум митрополит Струмички, Агатангел митрополит Повардарски, Јован митрополит Крушевско-Димитхисарски, Методий митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Бергалнички, Јосиф митрополит Тетовско-Гостиварски, Григорий митрополит Кумановско-Соборски, Јоаким епископ Делјадровско и Денденски и Марко епископ Делчевско-Каменички. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.